Како што најавивме по рекламите, се враќаме со вестите. Штипјани во новата година ќе пијат поевтина вода за 5%. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски денес објави дека намалување на цената за 5% ќе има и во 2019 година. Смета дека ова одлука нема негативно да се одрази врз работењето на комуналното предпријатие. Граѓаните на Штип од наредната година ќе пијат поевтина вода за 5%, објави на денешната пресконференција градоначалникот Благој Бочварски. Тој истакна дека регулаторната комисија го прифатила барањето на Штипското комунално предпријатие ИСАР за намалување на цената на водата. Направивме избор да ја избереме минималната просечна тарифа понудена од регулаторната комисија за енергетика, со што ќе се одржува рентабилноста на јавното предпријатие ИСАР, но ќе се заштити интересот на граѓаните. Во 2018 година цената на водата за пиење за домакинствата и јавните институции ќе изнесува 33,73 денари или за 5% помалку во однос на досегашната тарифа. Бочварски најави дека за 2019 година предвидено уште едно 5% намалување на цената на водата за пиење, со што во 2019 година семејствата ќе плаќаат по 31,96 денари за потрошен кубик вода. Исто така, во регулираниот период ќе има намалување на цената на водата за пиење за 9% за правните лица, кои што од сегашниот износ од 53 денари ќе се намали на 48,29 денари, заклучно со 2020 година, со понатамошна тенденција за намалување на цената на водата. Според пресметките, доколку едно штипско семејство месечно плаќа сметка за вода од 1000 денари, по намалувањето на цената месечно ќе плаќа во просек по 950 денари, односно намалувањето е 50 денари. Штипскиот градоначалник забележа дека во наредниот период ИСАР ќе работи по домаќински, односно ќе ги намали непродуктивните трошоци и загуби на водата, со што одлуката за намалување на цената на водата нема негативно да се одрази врз работењето на комуналното предпријатие. Според бизнис планот на јавното предпријатие ИСАР, кој ќе биде презентиран на наредната седница на Советот на општина Штип, ќе се види во кои ставки ќе се штеди и како ќе се фактурира нефактурираната вода, која е измерена од излезот на филтер станицата до домаќинствата, институциите и фирмите, во просек изнесува околу 60%. Општина Виница го доби буџетот за 2018 година, кој ќе тежи 4,5 милиони денари. Жежо Коста на третата седница на Советот на општина Виница беа 14 нови вработувања. Советниците од опозицијата ја напуштија седницата и не гласаа за новиот буџет. На овој начин тие го искажаа својот револт за притворите на лицата за настаните на 27 април во Македонското собрание. 272 милиони денари или 4,5 милиони евра. Толку ќе биде тежок буџетот на општина Виница за наредната година. Од нив 109 милиони ќе бидат наменети за развојни цели, 86 милиони за изградба, а општината ќе партиципира со 40 милиони денари. Толку ја реализираме овој буџет во сума со 6 милиони денари, мислам и да сите ќе бидеме задоволни, за разлика од 2017 година, кога што кажам дека само 15% се реализирани. Со 9 гласа за, 1 воздржан и 5 против, на седницата помина и годишниот план за вработување, со кој се предвидува во текот на 2018 да се отворат 14 нови работни места. Советниците од опозицијата остро ги скритикуваа новите вработувања. Сега баш ме интересира ставот на колегите од опозицијата, односно на Сонја на опозицијата, односно на позицијата на Сонја и Митко, кои што беа најгласни во тоа дека општината е превработена, дека општината нема потреба нови вработувања, за 7, значи пазите тоа гледа во прашање 7 вработувања или унапредување, а сега општина Виница ќе вработува 14 нови работни места. Градоначалникот на Виница направи краток осврт на програмата за 2017-та. Според него таа е катастрофална, бидејќи реализирано само 15%, а са платени 7% од предвидените средства. Купните инвестиции од страна на општина Виница не са 19 милиони 940 хиляди денари, туку са 14 милиони 348 538 денари.
или околу 15% од предвидената реализација од 84 милиона. Со тоа што ќе напоменам дека од тие 14 милиони 348 милиони денари до сега или до преземањето на мојата функција платени се само 5 милиони 598 милиарди или околу 7%. Во знак на протест против притворите на лица за настаните на 27 април во Македонското собрание, советниците од ВМРО ДПМН ја напуштија седницата, без да гласаат за новиот буџет. МЕПСО ќе гради нов далновод Штип до Пробиштип. Вредноста на инвестицијата на МЕПСО за изградба на новиот 110 киловотен далновод меѓу овие две општини изнесува 2,45 милиони евра. Далноводот што ќе ги поврза трансформаторските станици Штип и Пробиштип ќе биде долг 27,2 километри и ќе биде поставен на 111 чилично решеткасти столбови. Овој ниски енергетски објект ќе се гради на истата траса на која сега поминува 110 киловотен далековод, што ги поврзува двете трансформаторски станици и е во функција 45 години. Изградбата на новиот далековод ќе трае 12 месеци. ВМРО ДПМН е во Штип денеска на пресконференција обвини за партиски реваншизам, делење откази на неистомисленици во локалната власт. Апсурдно за нив е тоа што се случува пред празниците. На партиски реваншизам, делење на откази, смени во институциите на образованието и вработување на кадри од партијата на власт реагираа денеска на прес од ВМРО ДПМН во Штип. Обвинуваат дека за 2 месеци откако СДСМ е на власт се сведоци на реваншизам и задоволување на тесно партиските интереси на локалното раководство. Очигледно е дека реформите кои ќе се случат во администрацијата и за кои постојано зборува СДС не подразбираат системски промени кои ќе се базираат на искуство и долгогодишна работа, туку само селекција и елиминација на неистомислениците на партијата на власт. Проектите и делата не се врвни приоритети на оваа локална власт, туку отпуштање на кадри кои долги години работат во локалната самоуправа, училиштата, градинките и на други места. Наместо ова се случи вработување на кадар на партијата на власт. За ВМРО ДПМН во Штип апсурдно е тоа што сето ова се случува пред празниците. За да биде абсурдот уште поголем, овој партиски реваншизам на СДС се случува во очи на новогодишните и божигни празници. Стотина луѓе празниците ќе ги дочекаат во очај и незадоволство од предвидените реформи кои не се спроведуваат. На денешниот прес на ВМРО ДПМН со одговор од општината. Денешните обвинувања од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип се неосновани и манипулативни. Во локалната самоуправа, училиштата и градинките нема прекин на работниот однос, ниту на еден вработен со редовен работен однос. Локалната администрација е целосно посветена на реализација на проекти со кои ќе се подобри квалитетот на живот во нашата општина, стои во писмената реакција на Општина Штип. Денеска градоначалникот Благој Бочварски ги додели наградите за најдобро новогодишно украсени објекти во Штип. Градоначалникот на Штип Благој Бочварски денеска во кабинетот ги додели наградите и признанијата за најуспешно декорираните новогодишни објекти. Најубаво украсена институција е ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев. За семејна куќа награда доби Жанина Стојанова, а најубаво украсен угостителски објект е ресторанот Лонгуров. Со украсувањето на нивните објекти придонесува да ни го развиваат градот во овие предновогодишни денови и ова традиционално доделување на признанијата и оваа година го извршивме денеска, во кој што ги наградивме трите најубаво украсени објекти. Едниот е институцијата Гоце Делчев Универзитетот, како институција најубаво украсена во нашиот град. Втората е семејната куќа на Жанина Стојанова во населбата Блок 70 и во делот на угостителски објект се работи за ресторанот Лонгуров, кој што ја доби првата награда за најубаво украсен угостителски објект. Така што уште една благодарност и сакам да ги поттикнам во оваа прилика добитниците да продолжат и наредните години со уште поубави креации, да придонесат за градот и општина Штип да
заличат на европски метрополи кои што новогодишните празнични денови ќе ги дочекаат вака убаво украсени и воедно да ги повикам и сите други сограѓани да наредната година се вклучат и да бидат едни од добитниците на наградите. Признанието и наградите за најуспешно украсени новогодишни објекти се обврска и идната година, добитниците да ги украсуваат објектите уште поубаво. Ние после долго години украсување, еве вака оваа година добивме наградата. Тоа е една убава дружба што ние сите пријателки и колешки ја правиме заедно со Жанина Стојанова, украсуваме куќата во еден забавен дух за поубава атмосфера за новогодишните празници. Јас би сакал само да искажам задоволството на соработката со општината и со градоначалникот Бочварски. Ние како универзитет с него станува што пренесува образование, култура, секако и естетика. И убавото ни е секакош важно како такво да биде присутно во универзитетот и мислам дека со тоа што го правиме, предонесуваме да градот биде поубав и да биде позначен во делот на развојот во овој дел на Република Македонија. Општина Штип за најуспешните околу декорацијата за новогодишните објекти додели кристални чини, а секако тука се и признанијата. Крадците демнат на социјалните мрежи, ако не сте дома за празниците, лесно може да дојде до вашите пари и имот. Предупреди од полицијата од каде порачаа граѓаните да бидат предпазливи и да се воздржат од прекумерено пиење на алкохол како најчеста причина за сообраќајните несреќи и реметење на јавниот ред и мир. Крадците демнат на социјалните мрежи, ако не сте дома за празниците, лесно може да дојдат до вашите пари и имот. Предупреди од полицијата од каде порачаа граѓаните да бидат предпазливи и доколку подолго време отсуствуваат од дома, да преземат мерки за заштита на својот имот. Не постирајте и не споделувајте фотографии и информации за патување на социјалните мрежи, Facebook и Twitter, бидејќи крадците ги следат и лесно може да видат кога ќе бидете далеку од домот. СВР Штип апелира до граѓаните, доколку подолго време отсуствуваат од своите домови, да преземат соодветни мерки за заштита на својот имот, да ги затворат и заклучат вратите и прозорците, а доколку се во можност да постават аларми и видеоопрема за наблюдување, како и да не се остава поголема количина пари, злато и други вредни предмети во домовите подолго време без надзор. Мерките за предпазливост посебно важат и за учесниците во сообраќајот, возачите и граѓаните да се воздржат од прекумерно пиење на алкохол, како најчеста причина за сообраќајните незгоди со последици и реметење на редот и мирот. Посебно надлежните со апел граѓаните да се воздржат од употребата на петарди и други пиротехнички средства за време на новогодишните и божитните празници. Апелираме до граѓаните, особено родителите, да внимаваат на нивните деца, да се воздржат од каква било употреба на петарди и други пиротехнички средства, како и огнено оружје при прославувањето на празниците, не само заради предвидените законски санкции, туку и заради опасностите по безбедноста, здравието и животот на граѓаните што ги носи употребата на овие средства. Од СВР Штип подсетуваат дека употребата на огнено оружје и пиротехника е казниво со закон и дека граѓаните секој проблем поврзан со безбедноста може да го пријават во полицијата или на бесплатната линија 192. Запрежна кола усмрти 75 годишен старец во Делчево. Несреќата се случила вчера додека запрежната кола натоварена со дрва се превртела и го претиснала несреќниот старец. Лекарите констатирале смрт која настапила тешки телесни повреди со кои се здобил. Полицијата извршила увид на местото на несреќата. Безживотното тело на старецот било пронајдено околу 20 часот вчера на местото викано Момин поток во атарот на Делчевското село Град. Од МВР информираат и за поднесена кривична пријава од Кривопаланичката полиција против Штипјанец за сторено кривично дело тешка кражба. Штипјанецот ТБ заедно со ДС од Крива Паланка во септември оваа година во село Узен, Кривопаланечко, оперирале во продавница од каде заминале со цигари, ресивер, камерите, клуч од возило, туарек и пари, причинувајќи штета од околу 600.000 денари.
И за крај информација од спортот. До петок 29 декември е рокот за поднесување на пријави до комисијата за избор на спортист на годината на град Штип. Што се однесува до фудбалскиот клуб Брегалница, ќе има дополнување на стручниот штаб, но не и нов председател. Понекаде сигурно истекува рокот за поднесување на пријави за избор на спортист на годината на град Штип. Каква е моменталната ситуација и дали спортистите и спортските работници се ажурни во однос на пријавите, побарава мислење од председателот на комисијата Елмир Мандак. Моментално се во тек пријавите за спортисти на годината, има неколку пристигнати барања, во тек се, меѓутоа ве апелирам, нека биде апелова до сите спортски клубови, спортски работници, да последната дата е 29, тоест утре, да сите тие што немаат поднесено барање за спортисти на годината, да апелирам да ги достават барањата до утрешниот ден, за да може комисијата да ги разгледа и во наредниот период да донесеме одлука кој ќе го земе примат од спортист на град Штип. Во својство на директор на фудбалскиот клуб Брегалница, побаравме мислење за тоа каква е моменталната ситуација во клубот. Тек се разговори со повеќе фудбалери за ангажирање во нашиот клуб, мораме екипата да ја засилиме. Разговараме со повеќе играчи, меѓутоа во интерес на играчите на клубот нема да ги исполнуваме мињата, меѓутоа има расположение од двете страни и од играчите што разговараме. Се надеваме дека после новогодишните празници ќе бидат веќе ангажирани, значи припремите почнуваат на 17 јануари, така да до тогаш ќе имаме правата слика кои фудбалери ќе бидат ангажирани. Дали има дополнување во стручниот штаб и докаде состојбата со избор на председател на клубот? Така, значи ќе има дополнување, во текот на денешниот ден тоа ќе биде решено прашање, нема да спомнувам сега се додека не биде официјално, ќе бидете накнадно известени за тоа. А што се однесува до председател на клубот, моментално нема да брзаме со тоа решение, бидејќи сакаме да биде тоа место исполнето со правиот човек, значи да дојде некој бизнисмен. Сега знаеме дека има нов закон за спортот, ќе накнадно ќе информираме бизнисмените како е процедурата за тој закон, значи ќе чуваме местото за кога ќе дојде председателот, значи стварно да допринесе за клубот, а не само да биде председател. Во текот на денот сепак дојде до средба и до договор за дополнување на стручниот штаб на фудбалскиот клуб Брегалница, во кој е кооптиран некогашниот фудбалер и бивш репрезентативец на македонската репрезентација Ристе Милосавов. Со информациите од спортот се одјавуваме од вестите на Ирис телевизија. Пријатна вечер.